Ѓуровска Александра е со следното прашање, вели дали треба да се прави пауза при консумирањето на топла вода со ѓумбир и лимон наутро. Александра, не знам дали ја бараш паузата затоа што ти е досадно, или ја бараш паузата и размислуваш на пауза затоа што можеби сметаш дека не е во ред да го имаш на долг рок и телото можеби се презаситува па стагнира. И она што е моја претпоставка за твоето прашање е тоа што луѓето кога консумираат одредени напитоци за кои што можеби поставиле очекувања дека ќе ги слабеат, дека ќе им топат масти или дека ќе им решаваат одреден проблем, најчесто и ги сметаат како можеби напитоци кои што после одреден период ќе прават и штета. Од причина што ако гледаме историски наназад од она што ни се пласира и медиумски, нели, влијанието од околината и многуте компании кои што ти промовираат продукти за слабење, што ние луѓето правиме, во главата имаме перцепција дека пиејки го продуктот, тој е виновникот за моето слабење и топење на масти, ама тоа во исто време го поврзуваме и дека најверојатно затоа што ме слабе има некаква хемија и можеби се случува нешто во тој продукт што на долг рок не е добро да го консумира. И поради таквата перцепција многу често и за дали се работи за напиток кој што сама си го правиш или кој што го купуваме од некаде, често постои овој стереотип. За да го расчистиш тој стереотип, прво и најосновно што треба да станеш свесна и да разбереш е дека продукт нема да ти реши проблем. Значи прва работа, не постојат топачи на масти, детоксикатори или продукти кои што слабеат. Затоа што детоксикатор е самото наше тело. Значи има создадени механизми кои што секојдневно те детоксицираат. И најдобриот начин за да се детоксицираш е да не се токсицираш. Најчесто луѓето ги земаат различните напитоци на кои што има етикета дека прави детокс за да се ги перат секојдневните гревови за јадењето на глупости. И тоа е многу погрешна стратегија. Друга работа, топењето на масти не се случува поради консумирање на продукт, туку се случува поради практикување на некакви навики. И топачите кои што многу од нас можеби ги користат за начини за предвежбање или за согорување на дополнителни масти, се само можеби пласибо ефект. Суштината нивна е дека можеби поради содржината на кофеин и одредени билки ќе ти дадат повеќе енергија за ти да дадеш повеќе максимум на тренингот и на тој начин да потрошиш повеќе калории, али не поради самата консумација на продуктот. И затоа и со овој напиток повеќето од луѓето имаат во почетокот на денот топла вода, ѓумбир и лимон затоа што слушнале дека е топач на масти или детоксикатор, што не е така. Мислам, не можеш да го оквалификуваш како таков и не дека е лош. Супер е, ти имај го ако ти годи како навика, но немај очекувања. Тука е целата работа. Користи го, но немај очекувања, затоа што тоа е само додаток во она што се останато ти треба да го правиш во твоите 24 часа. Дали треба да го прекинеш, ја не гледам причина, затоа што се работи за одлични продукти, лимонот и ѓумбирот се извори и на влакна и на вакво многу микронутриенти. Единствено можеби би ти дал совет да ти биде ѓумбирот рендан и да, ако можеш, вакво да консумираш и неговата содржина, затоа што содржи голема количина на влакна и уопште нема потреба да правиш никаква пауза ако ти е вкусно и ти годи секое утро.